Председателот Доналд Трамп изјави дека американските санкции беа камен на сопнување во разговорите со водачот на Северна Кореја Ким Џонг Ун во Ханој. Се работи за санкциите, им изјави Трамп на новинарите, откако дводневниот самит заврши без договор за денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. Сепак Трамп рече дека Ким го уверил оти Пјонкјанг ќе продолжи да не спроведува нуклеарни и ракетни тестови. Претходно Трамп и Ким го напуштија местото на одржување на самитот во оделни автомобилски колони, а планираната заедничка церемонија за потпишување беше откажана. Понекогаш мора да напуштиш и ова беше едно од тие времиња, рече Трамп. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун пред почетокот на разговорите изјави дека и покрај скептицизмот за ваквите самити, на нив биле направени многу напори за да се постигне вистински договор за денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Еден од скептиците дека ќе дојде до вистинска денуклеаризација на полуостровот е и Бил Ричардсон, добар познавач на севернокорејските прилики и поранешен американски амбасадор во Обединетите нации. Тој честопати беше и посредник во решавањето на проблемите со комунистичката Северна Кореја. Well, I think it was naive for the administration and the Trump administration to think that the North Koreans were going to denuclearize. They're not going to do that. They have 54 nuclear weapons. That's their source of survival for the future, and also Kim Jong-un's standing as a leader. Ричардсон е и наставот дека овој самит му бил неопходен на Трамп. Well, my concern is that the president has a lot of distractions now. He's got this Mueller investigation, the Cohen testimony, the shutdown, which I think politically has hurt him. He's got the wall issue in the Congress. So he wants a victory. He wants a distraction. Ричардсон сепак го пофали Трамп за храбриот потек, директно да разговара со Ким Џонг Ун и оти тоа придонесе сега на Корејскиот полуостров да има помалку тензии.